Френк Лампард официјално е нов член на Нью Йорк Сити. Сега веќе екс-фудбалерот на Челси следната надпреварувачка сезона ќе настапува за клубот од големото јаболко во МЛС лигата во Соединетите американски држави. Лампард ги прослави најголемите успеси со тимот од Стенфорд Бридж, кај лондонските сини се пресели во 2001 година од Вест Хем за 11 милиони фунти и успе да постигне 211 гола на 649 надпревари, со што е најдобар стрелец на клубот. Тимот на Нью Йорк Сити наредната сезона ќе биде дел од МЛС лигата, а собственик е челникот на Манчестер Сити. Во тимот на Њу Йорк оваа сезона ќе настапува и шпанскиот фудбалер кој дојде од Барселона, Давид Вилја. Новата сезона во Премиер лигата во Шпанија ќе започне на 24-25 август. Првенството ќе го отвори актуелниот шампион Атлетико Мадрид против Рајо Ваљекано, а во првото коло Барселона и Реал Мадрид ќе играат против Елче, односно Кордоба на домашен терен. Најголемо внимание привлекува првото Ел Класико кој оваа година ќе се игра последната недела на октомври 25 или 26 во Мадрид, а реваншот е на 22 март на Камп Ноу. Луис Суарес ќе може да дебитира токму на Ел Класико бидејќи суспензијата му истекува точно тој викенд. Можно е арбитражниот суд во Лозана да ја прииначи одлуката на ФИФА и Суарес ќе може да игра за Барселона од стартот на сезоната. Првото мадридско дерби ќе се игра на 13 или 14 септември, а ремашот на 1 или 8 февруари. Двојките за првото коло се Севиља Валенсија, Леванте Вилјареал, Малага Атлетик Билбао, Рајо Ваљекано Атлетико Мадрид, Селта Хетафе, Барселона Елче, Алмерија Еспањол, Ејбар Реал Соседад, Гранада Ла Коруња и Реал Мадрид Кордоба. Лидерот во генералниот пласман на 101-то издание на Тур де Франс, италијанскиот велосипедист Винченцо Нибали победи на 80-та етапа и ја потврди доминацијата на овогодинешната турнеја. До четвртата етапна победа Нибали стигна на убедлив начин откако 145,5 км долгата патека ја извози за 4 часа 4 минути и 17 секунди, односно 1 минута и 10 секунди побрзо од второпласираниот французин Тибо Пино. Третото место му припада на Рафал Мајка од Полска. Нибали ја зголеми предност во генералниот пласман, па последните 3 етапи мирно ќе ги чека, но и крунисувањето во недела на Елисејските полиња во Париз. Првиот пик на овогодинешниот NBA драфт Ендрю Вигинс потпиша за тимот кој го избра Кливленд Кавалерс и нема да може да биде трейдуван во следните 30 дена. Се шпекулираше дека Вигинс ќе биде дел од трейдот во кој Кавси би го добиле Кевин Лав од Минесота, но после изгледа дека младиот кошаркар ќе остане во Кливленд. Идејата на Кливленд беше Лав заедно со Леброн Джеймс и Кајри Ирвинг да создаде голема тројка со која би атакувал на титулата во лигата. Джеймс летово се врати во Кливленд и овој тим стана прв кандидат за титулата во претстојната NBA сезона.